Кој го направи најголемиот митинг во поновата македонска историја токму на плоштадот во центарот на Скопје? Веројатно тешко ќе може да погодите. Останете со нас, варените 7 минути и ќе сватите за каков митинг стануваше збор, кој ги собра тие 150 до 180 илјади луѓе во центарот на Скопје и што беше поводот да се случи целата таа работа. Господин Филиповски, вие сте човекот кој има организирано најголемиот митинг тука на плоштадот на Скопје. Не, ја не знам дали е најголемиот, меѓутоа знам дека беше величествен митинг. Дека според странските известувачи беа негде околу 150.000 луѓе присутни, тоа беше на 20 февруари 90-та година. И што беше поводот? Идејата спонтано произлезе од разговори со повеќе луѓе. Во суштина, во тоа време македонците се соочуваа со сериозни проблеми во соседните земји. Што е слично и на денешната ситуација. Сеќавам дека дури имаше притварање на лидерите на нивните организации. Тоа постојано беше присутно овде во Република Македонија. Меѓутоа се погоди започнувањето на оној процес раздружување на поранешната држава. Тоа е значи пред повеќе партиските избори во Македонија, неколку месеци, нели? Пред формирањето на политичките партии. 90-та година, се распаѓа 90-та Сојузот на комунисти и останува еден бришан простор без малку. Да. Живееме во време на длабоки демократски и цивилизацијски процеси и промени во светот. Во источноевропските земји се кинат сите окови, догми и предрасуди, се уриваат зидови и бодликави огради, се отвораат широко границите за протек на сите материјални и духовни вредности. Наша искрена желба била и останува и Балканот да се вклучи во таквите демократски процеси што го заприскуваат целиот свет на прагот на 21. век. Меѓутоа, за жал, македонците во Бугарија, во Грција и во Албанија ја немаат таа среќа да ги почувствуваат благодетите на демократските придобивки на современиот свет. Мислам дека тој митинг беше првиот изблик на тоа македонско чувство. Апсолутно, 150, да. Дури повеќе од 150. Ја морам да кажам дека нас како организатори не изненади митингот многу. Откако ја направивме првата конференција за печат, имавме многу јавувања, има многу пикантерии врзани со тој митинг. Не изненади заради тоа што постојано имавме јавувања не само од градовите во Република Македонија, но од селата, од местните заедници да присуствуваат. Тоа не натера да нешто промениме во самата физиономија. Вие тогаш бевте председател на Социјалистички сојуз на град Скопје. Значи тој ден мислам дека цела Македонија не работеше. Значи јас бев на некој начин млад новинар, шетавме низ Македонија, значи колони по автопатот Велес Скопје, значи Тетово Скопје и така натаму. Значи некаде до Зоил Македонија. Беше полно до Зоил Македонија, сите приоди, затоа ние променивме нешто во физиономијата. Прво што 2 дена пред митингот променивме местоположбата на бината и ја ставивме негде на почетокот на Камениот мост. Тоа беше првото ставање на бина таму и подоцна остана како традиција. Обично се ставаше бината од оваа страна на Нама или од таа страна на Електростопанство. Беше прво до Вардар беше донесено. За повеќе луѓе да собери. Точно така, и ние моравме да нарачеме озвучување од Словенија и тоа го правевме во еден цајтнот, да речем, заради тоа што имавме една проценка која се покаже вистините дека ќе бидат сите приоди полни, така да моравме да ги озвучиме нив. И се морам да кажам неколку камиони дојде озвучување од Словенија. И според информациите дојде самиот ден на митингот. Дури постоеше опасност дека може да не дојде, дека може да пропадне. Точно така, заради тоа што ние имавме обезбедено озвучување, но проценките зборува дека тоа ќе биде нешто повеќе од она што напред го замисливе. Менувавме нешто и во физиономијата на учесниците. Интересни беа пораките и морам сега од оваа временска дистанца да кажам дека тоа беше една силна порака на оние кои ја сносеа одговорноста за Република Македонија. Драги македонци во Пиринскиот дел на Македонија и во цела Бугарија, ви порачуваме дека ќе ги мобилизираме сите демократски институции во Европа и светот за заштита на вашите национални права. Ќе ги мобилизираме и ќе инсистираме највисоките органи во Републиката и во Социјалистичка Федеративна Република Југославија максимално да се ангажираат за вас, драги браќа и сестри, за заштита на вашите права. Во тие наши настојувања ќе обстоиме до крај, бидејќи на наша страна е вистината и ова време, што е време на иднината. И добро, кога 20 години сега ќе се вратите назад, кој е првото чувство кое денес
вероятно ги гледавте вие снимките пред да дојдете на интервју. Не, кога да поминам низ плоштадов Македонија, се подсетувам на тоа затоа што тоа чувство е неизбришливо. Неизбришливо е она, човек тоа треба да го доживее, да се качи горе на бина и да види она што практично македонците сакаат да го искажат и пораките кои треба да ги пратат, стварно е неизбришливо. Обично веле дека македонците не ќе да се самостојат од Југославија. Обично веле дека насила не натерал. Обично веле дека сме сакале Србославија и така на тоа. Мислам дека тој митинг февруари 1990 година со 150, па дури повеќе 150.000 луѓе покажа дека македонците толку сакаат да си бидат самостојна и независна држава и дека тоа првиот изблик на таа македонштина во Република Македонија. Тоа никој не може да го негира. Мислам дека не може да се негира. Подоцна се покажа со референдумот какво е мислењето на македонците наспроти се. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето телевизиско досие на зададена тема. Дали во центарот на Скопје сепак ќе може да биде изграден споменик на Тоше Проевски? Ние се гледаме миниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.